Велики петок е најтажниот ден за христијаните, денот на мачењето, распнувањето на крст и погребот на Господ Исус Христос. Најстрашните страдања на Спасителот му претходат на најрадосниот ден, Воскресението Христово. Утрово во православните цркви и манастири се служеше утрена со царски часови. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, од утрово верниците пристигаат да им одадат почит на најголемите страдања на Господ Исус Христос, кога толпата неверници од човечка злоба и завист под крстот извикувала: "Распни го!" Денот кога со трнов венец над главата, Христос на својот грб го носел тешкиот крст до местото Голгота. На денешен ден безбожниците донеле неправедна пресуда Спасителот да биде распнат на крст меѓу најголемите злосторници. На главата му притискал трнов венец, но неговата света уста молчела, само срцето зборувало, забележале светителите за Велики петок. Овој ден ја покажува сета бедоти на човечката природа. Во исто време Голем петок не посетува нас, православните христијани, на безгранична љубов Божја која се го жртвува својот единороден син за спасение на човечкиот род. Совршенството на божествената љубов Христова излазена во неговите зборови: "Оче, прости оти не знаат што прават." Не само евреите, и ние со нашите гревови му забодуваме клинци на рацете и нозете и трње во неговата глава. Господ Исус Христос се распнат на крстот поради нашите гревови со својата невина крв да измие високотијата на светот, на гревот и на тој начин да му повери на човечкиот род изгубеното достоинство. Крстот е свет жртвеник на кого е принесе Господ Исус Христос. Со читање на 12 страдални евангелија вчера се одбележа Велики четврток, а попладнево во црквите се служи вечерна богослужба во 17 часот, времето кое означува смртта и симнувањето на телото Господово од крстот на Голгота во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Неговото високо преосвештенство митрополитот Полшко-Кумановски господин Кирил го служи опелото на Спасителот. Вечерната на Голем петок е посветена на погребението на Спасителот и се поставува гробот Христов на средината на храмот. Потоа верниците ја целиваат плаштеницата, Евангелието и крстот, за кое време се служи мало по вечерје, се пее канонот на Спасителот, плач на Пресвета Богородица, каде богослужи нашиот митрополит господин Кирил, а во канонот исто така и се вели: "Безбожните луѓе го симна Христовото тело од крстот и го погребаа. Ова се тешки страдања, настани и болки и тага, но завршува со победа, тоа е со воскресението на Господа Исуса Христа." Според црковната традиција, верничките пред пладнево го украсуваа местото во црквата кое го символизира гробот на Спасителот. По уредувањето беше изложена плаштеницата, пред која верниците се поклонуваат и ја даруваат. Црвената покривка на која се извезени слики од Господовото страдање стои пред олтарот и се целива до денот на Христовото воскресение. Според црковните канони денес е строг пост. До зајди сонце многу верници не јадат и не пијат вода. Покрај постот, на денот на христијанската жалост не се работи по дома ниту на поле. На денот на најголемите страдања за спас на човештвото не бијат камбаните. Танливиот пат до Голгота и распетието во црквите е придружено со звуците на клепалата, а 2 дена по страдањата на славното Христово воскресение во сите православни светилишта ќе звонат црковните камбани, кои ќе објават победата на животот над смртта.